музички зачин на крај и нема да помине емисија без да промовираме некој ново име, во случајот и нова свежа крв на македонската музика, надополнувајќи таа наша домашна фонотека и дискографија. Мене ми е чест, јас велам во една радиско интервју му кажав на Александар дека практично уште малку транспаренти можам да видам подвижен билборд за нивната музика, бидејќи вистина сум дел од оние фан момци кои што во моментот ја почитуваат нивната работа и последниве 10 месеци доби некако можеби конкретно убава назнака името на Neon Wave. Поради оправдано отсуство ќе го поздравиме Тодор, ама затоа половината од Neon Wave денес не е во студио. Здраво, Александар, Марко. добар ми ти ден. Фала, Сега за многумина е веќе добар ден. Да. Ама иако сме утринска на Телма. Како почна утрото кај тебе, бидејќи знам дека си редовен со твоите здрави животни навики и лајфстајлот, знаеш да го почиташ правилото стани во 5 часот 30 на утро? 5 часот ми е Тоа премногу тешко. рано име. Значи не си во нашиот клуб. Да, не сум во село. Во село? Малку покасно, каснам 2 сати, Па окей. како да велат, поспијам. 7 часа е сосема доволно да ги имаш сите, да речам, циклуси на сонот. Да, точно. Тешко ми е да заспиам пред 12, така што во 5 да станам ми е многу брзо. Ова веројатно затоа што се затварате со Тодор во музичка лабораторија и правите музика, претпоставам, а знам дека имаш и доста си посветен на, смеем да кажем, објавувањето на Здравје Боже на книгата која што ќе дојде? Смееш. Да, супер. Значи, покрај тоа што се бавиш со музика, дефинитивно нутриционизмот и здравите навики во кујна или генерално на мирниците и играат важна улога, затоа што знам дека сакаш да го пресликаш не само на себе, туку и на клиентите со кои што можеби работиш. Да, точно. Мислам, музиката на нас на двајцата и на мене и на Тодор Нудовски ни е повеќе како хоби, некоја стара љубов која што решивме да продолжиме да гајме и да почнеме да вадиме песни после долго време и голема пауза. Меѓутоа да, професионално работам со фитнес и со нутриционизам. Тоа ќе го оставам сериозно Да, како една следна идеме приказна, баш како тоа, бидејќи го поканив Александар, ама реков да не ги измиксаме работите, бидејќи убаво е да издише малку на свој начин, да ферментира нели како музика, како слушател, како конзумент, нели Neon Wave, бидејќи станува збор за бенд кој што е сочинат од тебе и од Тодор. И всушност сето ова како идеја, не знам дали започна од вашите средошколски денови, ама оттаму и се знаете и веќе добива, да кажам, нова табула раса вашата животна приказна со Neon Wave од пред колку, 10 на месеци отприлика? Пред 10 на месеци, така, отприлика. Мислам дека пред 10 месеци почнавме, пред 9 месеци извадивме првата песна. Меѓутоа, ние се знаеме уште од средношколски денови. Интересно ми беше сега кога доаѓав во Телма телевизија, бидејќи првото место кај што уствари почнавме да свириме во овие простории, што се тука во околина. Практично голем број твои колеги и пријатели тука доаѓаат и ги снимаат своите, нели, први демо снимки, инструменти за да го нели ја создадат таа композиција. Да. И тука да сега се потсетив малку, одамна не сум поминал во овој регион. Меѓутоа да, почнавме пред нешто повеќе од 10 години прв пат се запознавме. Тогаш свиравме малце погруба музика, панк, рок, нешто во тој стил, во тие правци. Почетолите се Александар како гаражен бенд, како многумина, така? Да, како сите. Како сите. Изнајмуваш локација и тука почнуваат првите. Точно, тука беше одно кој ти се искочи десно. Почнавме така да свириме, после знаете факултетски денови уште некое време продолживме, меѓутоа почна да се натоваруваат обврски, други, не знам, животни патеки кои што сака да постигне, малце се разбоивме. Ние останавме во комуникација секако и другари, меѓутоа малце замре тој музичкиот дел. И сега практично се почна од рок бенд, така? Да, се почна од рок бенд. Да, сега после колку повеќе од 10 години се сретнавме, почнавме да вежбаме всушност заедно. Да, после 2 тренинзи бевме како ајде да свириме пак, ајде отидовме прв ден, искочи нешто добро, Суперсоник почнавме да ја правиме. Во моментот оди Суперсоник за мене еден од вистина подобрите синглови. Се е добро од Neon Wave. Ова е маестрално. Знаеш, и пристапот со видеоанимациите и сето тоа прави една дистинкција. Баш прави разлика во етерот, она што можеби нели во таа цела мас продукција, во светот, сега во случајот кај нас, колку и некој да каже нема доволно музика, јас можам само да направам една убава анализа и да сватиш дека не дека нема музика, практично јас пак ја кажам, медиумска и цивилизацијска задача е да го промовираме истото. Да, и благодарни сме ти прва телевизија кај што гостуваме. Вистина? Значи го правам и јас преседател со вас. Да. Прво телевизиско интервју. Да. Да, ова е инаку што го слушаат во моментот нашите пријатели на Телма е првиот сингл авторски на Neon Wave, Supersonic. Да, така и мислам името Neon Wave ни почна малце бидејќи двајцата сме
и по технологии и тогаш искочи AI, почна да се практикува, немаше многу музички спотови тогаш искочено. Ајде да пробаме, пробувавме нешто нашиот карактер, музиката, видеото AI, што да смислиме со и тако ствари дојдовме и до името. Да, еве вели 10 години подоцна решивме дека е времето повторно да се забавуваме и да правиме музика и така се формира Neon Wave. Од каде Neon Wave сериозно како име? Има некоја приказна обично, нели, кога имаш стејдж, нели, име веројатно негде потекно, или? Немаме некоја особена причина за него. Две работи ни беа потребни. Едно е да вклопиме наши карактеристики, музиката, прво во видео кое го направивме во некој име што ќе го репрезентира отприлика тоа и да ни биде звучно. Neon Wave беше нешто што ни дојде на памет, ни се свиѓаше како звучи, го пресликуваше тоа дека сакаме некој по-ретро звук, како фанкот, да го модернизираме со некој плюс електронски звуци, плюс Neon Wave ни се свиѓаше поради самиот спот прв кој што го извадивме, бидејќи со многу такви зрачливи бои и не знам. Така ни дојде, ни се свиѓаше како, ни се допаѓаше како звучи. И еве го, сега брендот го добивме. Практично за бенд кој што се уште во моментот не е најмногу комерцијализиран на нашата сцена, имате вие авторска музика да создадете еден албум добар. Да се вели, бидејќи албум од прилика околу 8 до 9 песни нели сочинува еден студиски проект. И сега прашањето ми е, кога во светот има толку многу музика, по што може да направи дистинкција Neon Wave и дали ја добивте може и првата комерцијална поддршка од партнери, некој дали го препознаа звукот на Neon Wave? Тоа ме интересира. Поддршка од партнери немаме добиено се уште, да бидам искрен, не сме ни барале такво нешто. Еве ова, го рачунам за поддршка, што не викнавте тука. По секој време. Да. Значи поддршка немаме добиено околу дистинкција. Морам да кажам дека нема не се ни концентрираме кон тоа нешто да правиме толку уникатно, повеќе би кажал самиот пристап кон музиката дека ни е поуникатен, бидејќи двајцата стварно немаме некоја желба ни да успееме во ова, ни да го правиме професионално, сакаме да ни остане чисто, да правиме буквално тоа само ние што го сакаме, си работиме друго на страна, окей сме во тој поглед и сакаме да ја вадиме музиката што ни лежи на срце. Значи практично биде нешто биде. Јасно. Значи практично уживате во процесот на создавање без некакви очекувања, бидејќи така би дошле и разочарувањата понекогаш за жал. Меѓутоа и воедно не се ограничуваме жанровски. Бидејќи како што може да се видат и по овие песни, некои се повеќе на фанк, некои повеќе се на кај, не знам, софт рок. Сега последната ни е кантри, сега наредната планираме пак малце да избегаме од тие веќе три жанрови. И така, не планираме да се запреме на нешто. Имаше пред некој период некаква, дали може тоа беше BBC Radio 1, кога кажува во далечната 70-та, 80-та година, неважно ли во кој период ќе фатите, вика, ако работеше еден продуцент и аранжер на конкретна песна и ќе го направи тоа маестрално да звучи, денес работат 20-30 луѓе на еден сингл, тоа може и многу полошо да звучи од некогаш. Така што како работи Neon Wave? Со соработки или ти и Тодор сте целосно комплетни автори на целосно комплетни автори сме на музиката, на текстот, на продукцијата, дури и видеата сега за последните имавме помош од една другарка, Наташа Величковска, она е сликар и фотограф. Она ни помагаше за снимањето на самите видеа, меѓутоа монтажата правевме ние. Така, се задржуваме. Све е во нашето сопче. Имено. Морам да ја пофалам, освен тоа што ги имате нели тие, како што кажат, и фузија или симбиоза на рок, кантри и така натаму, го создавате бидејќи ви фали уметничко искажување, изразување, а морам да признам дека по сите овие синглови кои што ги имате издадено, ова е време првиот македонски авторски сингл со спот и многу убав шамар. Онаму каде што треба и таму каде што треба да се адресирано е, тоа биди сигурен. Текстот е фантастичен. Дојде веројатно како чемир и јат на душа што го чувствуваш, па сакавте со Тодор може да го изразите револтот во случајот на
низ Да, вака една културна уметничка дејност. Не, многу интересно, обично кога прво нашиот барем ние вака функционираме, прво ја правиме музиката пред да го направиме текстот. Откако ќе ја направиме музиката, често знаеме да се заседнеме, не знам, и по 2-3 сати да разглабаме некои теми, да дебатираме на теми. Автори на текстот сте, така? Да. Секоја чест. Се додека не најдеме на нешто што гледаме дека и на двајцата ни носи некоја страст, пасија да зборуваме за тоа. И после тоа се договараме, ајде да го претвориме ова во текст, седнуваме двајцата и дури и прв пат во мојот живот кога творам или кога пишувам текст или правам музика, ја креирам на овој начин, двајцата да седнем и све да правиме од почеток до крај двајцата. Ова е време, сите се трчи лажи. За многу е суштински текстот, едноставен, ама удира таму каде што веројатно сите сме обземени од некоја чудна фикција во која што треба да се вратиме на нормалната и она есенција на нашиот живот. Само да прашам дали ги закажувате првите свирки. Знам дека си без очекување и ти, Тодор, меѓутоа дали ќе има први свирки за Neon Wave годинава stage presence? Ништо такво немаме закажано. Не само што немаме закажано, ќе бидам крајно искрен дека немаме ни размислено за такво нешто. Не знам, се почна да се случува спонтано. Ама нема да останете само на можеби на видео формат ваков? Ќе се случи може? Не верувам дека ќе останеме на тоа, немаме никаков план, не знам кога, меѓутоа знам дека и двајцата имаме свирено порано во живо, дека ќе ни дојде таа желба кај идеја, дека ќе сакаме најверојатно да направиме нешто такво, како жив концерт можеби, не знам. Ама сега за сега гледаме имаме као еден ден сабота ни е закажан цел за правење музика. И тој ден седнуваме во студио и уживаме стварно во тој процес. Сабота е празник за Neon Wave. Да. Секоја чест. Може. Ти благодарам многу за гостувањето. Ќе оставам сериозно да си го пронеде секој сопствениот можеби конкретен авторски звук на Neon Wave, има доста. Само да прашам, сигурно годинава ќе следуваат, што велиш. Забрза и новиот сингл. Да, ние почнавме да вадиме песна на секој месец, сега касниме за овој. Да, али се надевам дека ќе продолжи брзо да се одвива тоа. Супер. Голем поздрав до Тодор. Те чекам за здраве Боже за месец и половина со издавање на книга во Кујна. Тогаш ќе говориме и за здрава храна. Продолжи да создаваш музика со Тодор и медиумот Телма го имате секој пат како подршка. Фала ви многу на поканата. Мило ми беше за молитов. Да. Ајде, поздрав до Тодор. Поздрав до Тодор, ама ќе ги поздравиме и сите во овој момент. Премиерно на Телма ќе оди. Ова е време, најновото и последно издадено од нашиот бенд Neon Wave. Утре повторно ве чекаме на уште една фамилиарна дружба. Во 6:55 стартува новата епизода на Утринска на Телма. Чао, чао. Пази што ќе кажат, не знаеш кој те